може би сега е сончево, ама утрово падна првата слана и веќе покоси најголем дел од она што остане во градинарството. Но воглавно успеав низ минатите денови да соберам тоа што треба да се собере. Невенот успева да пркоси и на првата блага есенска слана. Птиците пеат, тревата повторно си се буди благодарение на влагата од претходните обилни дождови што ги имаше во градината. А сега е време кога наред доаѓаат мушмулите. Со мушмулите се завршува всушност сезоната во градината, односно во овоштарниците или расадниците. Мушмулата, иако се вели дека постои повеќе од 3000 години, денес не е многу популарна како храна и токму затоа одлучивме во денешното 12-то издание на Градината на Филип да зборуваме за благодатите што ги дава мушмулата, но и да научиме како треба да се одгледува во овоштарникот. Нагости ни е Валентина Митрова од малиот семеен бизнис наречен ТУФ и ќе зборуваме за тартуфите. За тој вид на печурка кој за среќа го имаме и кај нас, а Валентина заедно со своето семејство подготвува прекрасни продукти во комбинација со тартуфите. Токму на наше задоволство со Валентина ќе зборуваме на темата тартуфи, но и ќе го представиме сето она што тие го работат. Блашко Параджик од винаријата Параджик ќе ни говори за виното што и за грозието, белек на тиквешкиот крај, меѓутоа и за новите производи што тој ги прави, а тоа е коњакот и тоа е маџунот. Ќе зборуваме за нивните квалитети и за начинот на подготовка на овие две интересни, едниот напиток, другиот храна и лек, односно маџунот. Исто така, денес е значаен ден, поврзан со името на големиот научник Мичурин и затоа ќе имаме представник од Рускиот центар со кој ќе го одбележиме овој ден. Исто така, орхидеите се нешто што секој сака, цветен вид што секој сака да го има во својот дом заради раскошните и необични цветови, меѓутоа орхидеите се прилично комплицирани за одгледување, па ќе проговориме за начинот на кој треба да се одржуваат орхидеите. Нашиот денешен музички избор е пеачката Елена Андоновска, ќе слушаме нејзина музика и секако еден вкусен рецепт, лесен и брз, ќе ни подготви Мама Роуз. Веројатно, тоа би било се, доколку нешто не ми притекне до почетокот на емисијата во 17 часот. Гледајте и слушајте Градината на Филип од 17 до 19 часот на вашиот медиум Радио Пела. Можете да не слушате на фреквенцијата 96,8 или да не гледате преку социјалните мрежи. 1000 начини да бидете со нас вечерва, а ние на 1000 начини ќе ви покажеме дека сте на вистинското место. Градинарски поздрав! Бидете наши пријатели. Пела радио.
се расположивме со убава музика од Блага Петреска во изведба на Елена Андоновска, која ќе си ја слушаме во текот на целата наша 12-та емисија Градината на Филип. Николче и јас сме тука и ќе се дружиме се до 19 часот, а започнуваме со мушмулата. Не знам колку ја јадете и не знам дали знаете дека содржи многу витамин С и многу други корисни состојки. Иако е стара дури над 3000 години, имам информација дека ретко се конзумира во денешната исхрана. Јас имам неколку мушмули во воштарникот на дедо ми, имам и во мојата градина исто така мушмула што ја посадив минатата година и годинава срамежливо заврзала 2-3 плотчиња. Ќе зборуваме за мушмулата и тоа дека е долгогодишна дрвенеста листопадна овошка, која во природата расте како грмушка со висина од 2 до 5 метри висина. Меѓутоа, во култивираното одгледување почесто се одгледува како стеблеста култура и исто така достигнува висина од 4 до 5 метри, понекогаш и до 8. Плодовите на мушмулата се вкусни, имаат освежителен вкус, здрави се, богати со разни минерални соли, пектини, јаглени хидрати и органски киселини кои благотворно делуваат на човечкиот организам. Мушмулата одамна се одгледува во многу земји, потекнува од Кавказ и оттаму се распространува на Крим и во Северен Иран, а оттаму на сите останати земји во Средоземјето. Може да се најде и во топлите делови на Северна Америка. Сега, во однос на земјиштето, најдобри резултати се постигнуваат доколку мушмулата е одгледувана на плодна, растресита и умерено владна почва, независно од подлогата на која е калемена, би требало подземната вода да биде најмалку 1,5 метар под површината. Во врска со садењето на мушмулата, доколку мушмулите се одгледуваат на поголема површина на засадот, земјиштето треба пред садење да се подготви со риголовање, а доколку се планира да се насадат само 2-3 стебла, припремата на земјиштето се состои од копање на поединечни дупки, длабоки од околу 60 см и широки од 1 до 1,2 метри. Времето за садење е најдобро во есен, зима доколку почвата не е замрзната и рана пролет. Поединечните стебла можат да се садат на пролет, но за поголеми насади на мушмула се препорачува есенско садење. Родноста и бербата на мушмулите. Мушмулата влегува во родност од 3-та или 4-та година после садењето, после што обилно раѓа секоја година. Во полна родност е после 20-та година од староста и мушмулата најчесто се калеми на дујња и просечно дава принос од 60 до 80 килограми. А она мушмула што е калемена на бел глог или на оскруша дава принос од 100 до 150 килограми. Мушмулата има најдолг период од времето на цветење до бербата, односно 180 до 190 дена. Ако плодовите се оберат по мало смрзнување, тогаш порамномерно и подобро ќе дозреваат и ќе бидат повкусни за храна, односно за јадење. Еве, јас уште не сум ги обрал моите мушмули, а утрово имаше малку мраз, така што време е да се оберат, затоа што после омекнуваат многу и едноставно не може, тешко се берат од гранките, бидејќи се многу меки. Во однос на плодовите, да кажеме дека мушмулата првенствено се користи за јадење во свежа состојба, а може да се користи и за различна преработка. Вкусот им е киселкасто-сладкаст и имаат вкусна арома.
Созреваат за јадење од втората половина на октомври до крајот на декември. Тоа зависи од нивната сорта, времето на берба и начинот на чување. После смрзнувањето, плодовите стануваат вкусни за јадење и ја го губат онај киселкаст вкус. Уште да кажеме дека во однос на сортите на мушмулите, од сите умерено континентални овошни врсти, мушмулата има најмалку сорти. Се насе 40 до 50, од кои во производството се наоѓаат само десетина. Сортите на мушмули се меѓусебно различни по обликот на плодовите и по големината на плодовите и се разликуваат по тоа дали имаат или немаат семки во внатрешноста на плодот. Според големината се делат на ситноплодни и крупноплодни мушмули. Во однос на обликот на плодот се делат на мушмули со форма на јаболко и мушмули со форма на круша. Ете, тоа накратко е за ова здраво овошје и сега, доколку вие не можете да го насадите или да го одгледувате, барем користете го овој период и јадете мушмули за доброто на вашето здравје. Одиме малку со музика и разговараме на многу интересна тема, а тоа е печурката тартуф со нашата прва гостинка за денес. Might seem crazy, won't bother say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm clapping along if you feel like a room without the roof. Because I'm clapping along if you feel like happiness is the truth. Because I'm clapping along if you know what happiness is to you. Because I'm clapping along if you feel like that's what you wanna do. Here come a news talking this and that. Well, give me all your cards and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm clapping along if you feel like a room without the roof. Because I'm clapping along if you feel like happiness is the truth. Because I'm clapping along if you know what happiness is to you. Because I'm clapping along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, can nothing bring me down. My love is too hard, bring me down, can nothing bring me down. I said, bring me down, can nothing bring me down. My love is too hard, bring me down, can nothing bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm clapping along if you feel like happiness is the truth. Because I'm clapping along if you know what happiness is to you. Because I'm clapping along if you feel like that's what you wanna do. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazine, working at photo showing all the stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. You know I won't be no
Every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me don't worry about Бидете your наши пријатели. size. Мила радио. She says boys like a little more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no travel. I'm all about that bass, no travel. I'm all about that bass, no travel. I'm all about that bass, I'm all about the 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 bass, yeah, I'm all about the bass, I'm all about the bass, I'm all about the bass. Сте слушнале ли за тартуфите? Печурки кои во последно време стануваат се поактуелни и некако се повеќе стануваат дел од нашата исхрана, бидејќи се со специфичен вкус и мирис и представуваат на некој начин деликатес и во нашата кујна. Но постојат луѓе кои од пред ние сега да откриваме, веќе десетина години се занимаваат со пронаоѓање на оваа печурка и со преработки кои се вкусни и денеска барани на пазарот. Денес од малиот семеен бизнис наречен ТУФ ја имаме собственичката Валентина Митрова, со која ќе разговараме за тартуфите, но и за нивната семејна приказна со производите од печурките, односно од тартуфите. Господја Валентина, добре ни дојдовте во градината на Филип. Велат дека работата сака мотика, а не молитва. Во рубриката Револуционери со мотика, на почеток би сакале да ве прашам прво како сте, како денешниот ден го поминавте и како се чувствувате подготвено за разговор за тартуфите и за вашата приказна. Zoro moja zorice, sporovi slušam za tebe. Kaži mi so kogo si, sem so mene. Abre momče budalo, momče u babo, ne li ja te miluva, ljubov darova. Što kade su, so kogo su, eve tvoja paticu. Što kade su, so kogo su, eve tvoja paticu. Го продолжуваме нашиот разговор со господја Валентина Митрова од ТУФ. На почеток, како се чувствувате, како го поминавте денешниот ден?
Одлично се чувствувам, добро го поминав денот, работно, брзав малце, гужви низ Скопје, како и пообично, и така да стигнам на време да се слушнеме во вашата емисија да бидам гостинка. Сега требаше да дојдеме во живо, меѓутоа околностите не ни дозволија, така да ќе се слушнеме телефонски, па во иднина гледаме и во вашето студио да бидеме гости. Ние со задоволство ќе ве очекуваме и следен пат и благодариме што ја прифативте нашата покана. Имав чест и задоволство да ве запознам на пазарот на органски производители, пазарчето на Public Room во Скопје, во еден од викендите, а секоја сабота се одржува тоа пазарче на органски производители и ете тогаш се случи нашето познанство, нашиот разговор и еве дојдовме до ваква онлайн средба и онлайн интервју во нашата емисија. Ајде на почеток малку за тартуфите, затоа што на вистина се нешто необично, несекојдневно и некако барем јас имам впечаток дека се повеќе го пробиваат пазарот и си наоѓаат купувачи. Вака да кажам за тартуфите како вид на печурка, потекло, карактеристики. Во историјата, да кажам за историјата. Според историските избори, вредните својства на тартуфите прво ги забележале сумерите, потоа старите грци и римјаните. Овие печурки обдарени со лековити својства од раните фази на цивилизацијата, се користеле како храна и лек за египетските храмови. Тартуфите се без листја, без пупки, без цветови, но тие од плод како храна, како тоник, како лек, целото нивно сознание е скапот. Така тартуфите се сметале во низ историјата се сметале како храна, како лек за кралските семејства и дека на ниту еден нормален граѓанин не им било дозволено да ја користат оваа скапоцена храна. За време на грчката и римската ера, тие биле увезени од Либија и продавани во јужниот дел на европскиот континент, во јужниот дел на африканскиот континент, номадскиот народ во пустините на Калахари, од тартуфи со милениуми. Ги користел со милениуми. Сега да кажам за тартуфот. Тартуфот е габично плодно тело, кое се развива под земја, се подпира на микрофагија за стекнување на спорите. Речиси сите тартуфи обично се наоѓаат во непосредна близина на дрвјата, постојат стотици видови на тартуфи во родот на тупер. Тој е најценет како пресаден производ. Јадливите тартуфи се многу ценети во француските, во северо-италијанските кујни, како и во меѓународната висока кујна. Мицелите на тартуфите формираат симбиотски врски со корените на неколку видови дрвја, вклучувајќи ја буката, тополата, дабот, брезата, габерот, леската и корот. На нив им треба аргилозни или варовнички кои се неутрални или алкални. Тартуфот е плоден во текот на целата година. Во зависност од видот и може да се најде закотен помеѓу листот и почвата. Потеклото на зборот тартуфи се чини дека е латински тубер, што значи грудка, кој подоцна станал туфер и ги родил различните европски термини. Тартуфите се најскапоценните и најскапите печки на светот. За нивните лековити својства луѓето знаат одамна и општо е познато дека овој скапоцен деликатес представува природен лек за виталност на целиот организам. Овие плодови се со силен специфичен мирис со црна или бела боја, благодарение на специфичната арома. Исто така тартуфот е гастрономски специјалист, што се додава во јадењето во изрендана форма, во тенко сецкани листови,
во еден и така напак. За така, поделете. Ви благодарам што така не упативте подетално со интересни информации за потеклото, но и за карактеристиките. Би сакал да ве прашам во Македонија каде го имаме, за да понатаму навлеземе во темата што значи вашиот семеен бизнис посветен на тартуфите. Каде во Македонија го има тартуфот? На нашето поднебие, во длабочините во шумите, се кријат најубавите македонски гурмански дијаманти. Тартуфите ги има црни и бели. Ние сме првата македонска компанија на пазарот која се занимава со тартуфарство од процесот на наоѓање во шумите до продажба како свеж или како сушен и преработен. Тартуфите во Македонија ги има секаде. Македонија е полна со тартуфи. Значи не можам да кажам дали ја има на исток, на запад, на север, на југ, секаде го има тартуфот. Значи мојот сопруг го наоѓа тартуфот низ цела Македонија. Не можам да избројам нити едно место. Ама можам да кажам поедно, дека првиот македонски тартуф е најден на планината Беласица. Значи дека ние не мораме да живееме во царски дворови како во минатото, туку едноставно цела Македонија ни е полна со тартуфи и полесно ни се достапни. Точно така. Значи, Како започна вашата приказна, вашата идеја токму со тартуфите да се занимавате? Бидејќи знам дека вие по професија сте со филозофски факултет и еден филозоф по струка одлучува и со семејството да се посвети на тартуфарството. И па вака, мојот сопруг од секогаш ги сакаше планините, планинирањето, да планинари, ги сакаше животните, а јас па повеќе го сакав морето. И некако гледавме секогаш да се надополнуваме. Значи, идеме на море, па обавезно после на планина и така. Еден ден тој реши да си ја спои својата љубов кон планината и кон животните со своето ново хоби, тартуфарството. Гледаше како неговите пријатели во Италија, во Франција, во слободно време, како хоби, си собираат тартуфи, па еден ден одлучи да одиме во Италија, да земеме куче и да оди по планините да го бара македонски тартуф. Не беше сигурен дали ќе го најде, меѓутоа ние земавме куче од Италија, првото куче наше се вика Берта, го земавме од Италија, јас отпрвен се вознемирив кога го донесов, бидејќи немав искуство со чување куче во стан, па некако се плашев како ќе ја научам на се што треба, за да не мора цел ден да бришеме по незе. Нели нормално кучето си има своји потреби. Ама изгледа дека Берта е многу педантна. Така јас научив на домашните манири, а сопругот ја истренира во врвен трагач на тартуфи. Прекрасен почеток на приказната. Значи и вие, иако сте залюбени во морето, почнавте да ја чувствувате и љубовта на планината, така? Така, од кога го најде сопругот првиот тартуф, кога видовме дека Македонија има тартуфи, јас бев изненадена, почнав да истражувам, да читам за тартуфите, да се распрашувам, видов кој е нивното својство, придобивките негови за здравието, како се движел низ историјата и така да многу се заинтересирав и така го засакав и ги засакав и планините, мада ретко и да одам по планините со својот сопруг, меѓутоа некогаш сакав да појдам. Значи имам на неколку пати кои ќе ни дојдат гости од Италија, Франција, имаме од Швајцарија, и тогаш групно одиме и ги гледаме на лице место како се вадат тартуфите. Прекрасно. И сега сигурно и нашите гледачи и слушатели, а и мене лично ме интересира како целиот тој процес од собирање до крајен производ, бидејќи како што рековте, вие сте прва таква компанија, затоа што имате од почеток до крај добивате готов производ, од собирање од планината до сервирање на трпезата. Како се одвива тој процес? Процесот на наоѓање на тартуфи е тежок.
Бара знаење, упорност, издржливост на сите природни влијанија, добра кондиција и секако специјализирани кучиња. Специјализираните кучиња да знаат да си го бараат тартуфот нормално. Ние вложивме многу во сето ова, имаме многу добро подготвени кучиња кои ги одгледуваме во сертифицирана одгледувачница, сите европски стандарди, со сите потребни сертификати што се потребни за кучињата. Процесот е строго контролиран од самата берба која се одвива со специјализираните кучиња. Секој тартуф наменет за продажба се подложува на многу строги проверки во однос на сите естетски и квалитативни параметри кои обезбедуваат многу висок квалитет на сите понудени тартуфи. Ние сме определени да нудиме квалитет, односно да ја понудиме естетичната вредност на вкусот на македонскиот тартуф, зашто е уникатен и изобилува со низак хранливи состојки кои се голема придобивка за нашето здравје. Но кога се знае вредноста на тартуфот, тоа се надминува. Тартуфот е печурка која изобилува со најсилните мириси и вкусови, но и многу хранливи состојки, витамини, минерали и друго. Тартуфите се сметаат за еден од најголемите кулинарски деликатеси и се многу барани поради уникатниот вкус, арома и ретко. Тартуфот има низа придобивки за здравјето на луѓето. Тој е најдобар чувар на здравјето. Помага при низа заболувања како вируси, грип, алергии, артитис, астма, бронхитис и многу други болести. Затоа е неопходно да се вклучи во исхраната. Тоа е нашата најголема заложба. Ориентирани сме кон промовирање на потрошувачката на свежи тартуфи и го нудиме за да биде позастапен во исхраната на луѓето, тие да го препознаваат тартуфот, неговата вредност, а со тоа и цената е голема, но секој може да си го дозволи барем во мала кучина, кога се работи за здравјето. Особено сега, од кога имаме пандемија, кога е одличен тартуфот е одличен чувар на здравјето и на добриот имунитет на човекот. Штити од многу заболувања, тоа може да го потврдат многу наши редовни потрошувачи кои со користењето на тартуфите си го подобриле своето здравје, виталност и го бараат редовно. Тука би сакал, пред да проговориме за кучињата кои се специјализирани трагачи, ме интересира дали имате информација во однос на квалитетот, бидејќи, како што рековте, тоа и вашите купувачи го препознаваат дека сте насочени кон квалитетот. Може ли да се направи паралела меѓу квалитетот на тартуфот што се најдува во Македонија и да речеме, еве ги спомнавте Франција, Италија или други земји? Или пак не е возможно тоа? Квалитетот. Јас во Италија имам пробано италијански тартуф, фунцинатум, имам пробано естивиум, како да кажам, нашиот тартуф има најдобар мирис. Италијанскиот, секој на свој начин. Јас си го имам навикнато македонскиот тартуф и ми е многу добар македонскиот тартуф, го ставам на прво место. Така. Тоа е причина плюс, оние што не вкусиле, не пробале, да ги инспирираме со овој разговор, па да барем да пробаат, па да одлучат дали тоа им се допаѓа. Сега, вие си ги сакате тартуфите и се она што работите, ама осетив некако дека посебен однос имате и кон вашите кучиња кои се и ваши миленичиња, но и ваши соработници во потрагата по тартуф. Каква раса на кучиња, за каква раса станува збор, како се учат на таа вештина? Па вака сега. За пронаоѓање на тартуфите се користат професионално обучени кучиња од расата лагото, но секако би можело да се користат и останати раси на кучиња, со исклучок на добро осетило за мирис, како например шпрингер шпанел. И другите. И други типови на кучиња. Например, јас знаме лаготото, лабрадорот и шпингел шпанелот. Тие се тие кучиња што може да го најде тартуф.
Дали постои посебен начин, метод, дресура за да се оспособат за тоа? Па вака, за обуката на кучињата се е одговорен мојот сопруг. Така? Значи, има да интересирано сите 7 кучиња во моментот што ги имаме. Тој важи за лиценциран тартуфар и е пронаоѓач на ваков тип на печурки со повеќе годишно искуство. Ви кажав, он не почна, почна како хоби, а сега е еден од најважечките тартуфари во Македонија, да кажем, како прв тартуфар во Македонија, како трагач на тартуфи. Како почна приказната за кучињата, да ви кажам, прво ја земавме Берта. Берта ја добро ја обучи како врвен трагач на тартуфи. Порасна. Берта кога порасна, мојот сопруг ја однесе во Бугарија да се пари со исто со врвен трагач на тартуфи во Софија однесе и Берта се окучи со 11 кученца. Значи рожбата и беше со 11 кученца. Тоа беше зимно време, се сеќавам дека беше зимно време, беше многу ладно, а Берта едва ја одеше. И си помислив сега, како Берта ќе се окучи надвор, а Берта за цело време ја чувавме во станот. И си помислив и му дадов предлог на сопругот, дека станот ми е пополн, дека може да се окучи, значи тоа е душичка, тоа има душа во себе и така да реши да се окучи Берта дома. Сопругот донесе специализирана котилица за кочиње. Берта се окучи, бевме изненадени, од првото до 9-тото, веќе 10-тото, 11-тото, што нема коментар. 10-тото и 11-тото кога ги окучи Берта, не пишеа, имаат ципа и оставно како мислев дека нема да останат живи. Во моментот ми дотекна да им ја извадам ципата и да им хукнам во носето во устињата. И така продишеа, и така одбим, дадов имиња, двете беа женки, првата Шила, 10-тата Шила, а 11-тата Петра. И така ден се врвни кучиња, трагачи, Шила Петра е останата во нашата огледувачница, а Шила е јутра многу често се јавувам да слушам како е. И се уште е одличен трагач на тартуфи. Ние во момент имаме 7 кучиња, сите се обучени трагачи и сите се од различни места на светот. Имаме Италија, имаме од Атина куче, имаме од Швајцарија куче, имаме од Франција куче. Огледувачницата е по сите стандарди и проверена од инспектори од Брисел, кои кога дојдоа да ја проверат, се изненадија за тоа што дека и во Македонија има вакво нешто. Но иако гледувачницата направена според сите пропишани стандарди и одобрена од инспекторите, Берта секако сакаше да си остане дома. Сакахме да ја ставиме во боксовите, ама Берта си остана дома. Таа е толку поврзана што и кога патуваме со кучињата надвор од Македонија, сите кученциња се со своите транспортери на задните седишта, само Берта си седи на предното седиште заедно со мене. Таа е веќе рамноправен член на семејството. Инако, ние со кученцињата бевме во Словенија, бевме во Србија и во Хрватска бевме за да провериме дали нашите кучиња може да го најдат белиот тартуф, кој досега го немаме најдено во Македонија. Така? Така. И какви резултати? Па, иако некој велат дека белиот тартуф го има од кај нас. Јас
не можам да тврдам, бидејќи нашите куќиња ги имаат најдено сите видови на црн тартуф, ама белиот го немаат најден во Македонија. Меѓу другото, тоа беше и целта на нашето одење надвор, за да провериме дали нашите куќиња можат да го најдат, и не само што можеа, туку први го најдоа, го користа белиот тартуф за разлика од хрватските куќиња и така натака. Значи секаде каде што значи заклучивме дека нашите куќиња можат да купат и белиот тартуф доколку го има во Македонија. Ама секако ќе кажам, не можам да тврдам со сигурност. Така? Сега да се посветиме малку на финалните производи добиени од тартуф. Јас имав можност да пробам, да речеме, тартуф со палента на пазарчето на производители и да ги видам сите мноштво производи што вие ги правите со тартуфите. Ајде малку запознајте, не претпоставувам дека вие сте повеќе посветени на тој дел. Да. Нашите уникатни производи се направени по домашни рецепти. Тоа се масло за јање, со свеж тартуф, сол со тартуф, имаме сушен тартуф, пецкан тартуф во масло, во екстра маслиново масло, потоа имаме мелен тартуф во ладно цедено масло, намаз тартуф со маслинка. Имаме сега новитети во нашите производи, имаме луто сладко со тартуф, тоа ни е најнов производ. Исто така имаме путер со тартуф, многу баран ни е тој производ, путерот со тартуф и мелениот тартуф во маслиновиот зејтин. Значи тоа ни се екстра производите. Исто така имаме и сушен тартуф, и сушениот тартуф. Јас си го користам кој ден како чај. Значи по едно ливче тартуф си го ставам, исто како чај, тој е многу добар, знаејќи дека е многу добар за здравјето. И така го користам, а воедно рестораните и повеќето ресторани кога ќе снема тартуф во определено во годината, некогаш и снемува, тоа е природа. Така. Ми се наметна едно прашање додека ве слушам, дали има некоја граница во смисла колку треба да се конзумира тартуфот или можеби треба да се направи пауза при конзумирањето? Постои ли такво ограничување? Па вака, според научните истражувања и консултации со повеќе докторанти на тема во светот, се исконсултира со повеќе докторанти на тема, исто научно истражуваат се, нема граница, значи до 30 грама, а нема одмети до 40 грама. Значи до 30 грама слободно може секој ден да ги користи. Так. Значи тоа е чистачна. Бидејќи вистина е привлечна сета таа палета на производи што вие ја спомнавте и верувам дека постојано експериментирате, создавате нови комбинации и вкусови, како заинтересираните, освен што ве гледаме често, реков, по тие саеми, пазарчиња на органска храна, како заинтересираните можат да дојдат до вашите производи? И па вака, производите на тартуфи се произведуваат во рамките на нашата компанија Евал со брендот Туф. А до сега се купува исклучиво онлайн на нашата веб страница на tuf.mk, како и на нашата Facebook страница. Тоа како да кажам, можам да ги испратам некогаш и по карго, зависи ако треба итно, ми се случило да треба итно, да се однесат, имаше по карго пратици, имаше немам 20 на дена каде што ме возе до Охрид, лично да ги однесам, значи треба и странците.
и така, да ги достави лично. Значи преку онлайн, Така. што преку нашата веб страница на tuh.mk и на Facebook страницата и после се. ќе се Значи вие сте расположени да помогнете и да излезете во пресред кога е итна нарачката и кога така. баш во моментот е потребно. Многу убава приказна, топла ни раскажавте затоа што дефинитивно, барем мојот впечаток е дека ова не е само бизнис, туку е и љубов и внимание и посветеност. И кажете ни колку оваа работа вас ве зближува со природата, што значи сето тоа за вас и едноставно не само што да речеме тоа е еден дополнителен начин на заработка, но сепак е и нешто што не прави подобри луѓе. Па вака, производството, како да кажа, пирува во себе. Значи, кога почна да ги вади тартуфите, значи поголеми количини, се големи бројот на кучинката, значи се носеше големи количини на тартуфи, каде што некогаш тартуфите остануваа. Хотелите ги сака или сете поединците што ги купуваа, што знаат за тартуфот колку е добар, ги сака големите парчиња, значи джокери има од 20 грама, од 30, од 50, но што правевме со тие кога ќе останеа од 10 грама. Значи јас ги гледав тартуфите и си велев дека јас морам нешто да направам, да оставам трага во ова општество со мојата креативност. И почнав да истражуваме пазарот. Значи имав многу помош од нашите професори на технолошкиот факултет. Ама тоа мене не ми беше доволно, јас морам да барам помош и од странство, каде што несебично ми помагаа сите научници, имаше доктори на таа тема и многу други што ми помогна и јас почнав да ги правам производите пред 5 години, каде што испитувам. Значи имаше производи кај што ги оставав од 6 месеци, од 12 година, значи година и пол, 2 години, така да дојдам до тоа најдобриот производ од тартуф да го изведам за нашето поднебје. И тоа се случи. Значи тоа се случи, се проверија во лабораториите на ветеринарниот факултет, се проверија и беа екстра производите. Значи, немам што да кажам и самата сум изненадена. Како што верувам во себе. Имав сомнежи, се плашев, имав денови кога и сакав да се откажам и детство ми беше. И ама морав, значи, имав една цел. Значи, имав зацртано дека ја морам. И така стигнав до производите, македонските производи. Сега моите македонски производи се барани и надвор, да пофалам на една моја пријателка, баш вечерва, оваа вечер, нејзиниот син во Барселона и во најелитниот ресторан во Барселона ќе бидат вечерва презентирани моите производи. Бидејќи, да го поздравам и Никола, беше тој ден, кога ги виде моите производи, ги проба и рече дека вакво нешто мора да се покаже надвор, да видат и странците што има во Македонија. Така да вечерва Никола ќе ги представи моите производи во ексклузивен ресторан во Барселона, каде што живе и работи. Па, мислам дека навистина сме одбрале убав ден за да го направиме овој разговор. Нека им е пријатна вечерата на оние што вечерва ќе уживаат во вкусот на македонскиот тартуф, на тартуфот произведен од вашата компанија. Јас многу ви благодарам за одвоеното време, за пријатниот разговор и се надевам искрено на средба во живо во некоја од наредните изданија на Градината на Филип. Ви благодарам и на вам што ме поканивте да бидам гостинка во вашата емисија. Се надевам во набрзо дека ќе ви бидам и гостинка во живо. Со задоволство. Пријатно и пријатна вечер. И на вас.
Во соработка со Рускиот центар Скопје сакам да споделам една интересна вест, поврзана секако со производството и земјоделието, а тоа е дека на денешен ден во 1855 година во Вершина, Ризанска губернија, роден е Иван Мичурин или Иван Владимирович Мичурин, руски биолог и генетичар, академик. Мичурин се занимавал со подобрување на сортите на овошките во Централна и во Северна Русија, како и со создавање нови сорти. Работел врз вкрстувањето меѓу видовите и родовите, при тоа користејќи ја и вегетативната хибридизација, односно калемењето. Добивал семе и со вештачко запрашување, при што забележал дека тоа семе е поотпорно. Во негова чест е именувано и скопското мало Мичурин. Им благодариме на вработените во Руски центар Скопје што ја споделија со нас оваа информација и ние продолжуваме со нив да соработуваме и да споделуваме интересни информации од оваа област, поврзани и со земјоделието, но и со Русија. Сега ќе зборуваме малку за цветниот вид орхидеја. Орхидеите сите ги сакаат, меѓутоа многу се специфични за одгледување. И ќе отидеме во цвеќарница, ќе купиме најубавата орхидеја, ќе и се радуваме некое време и почнуваат после тоа да се јавуваат различни проблеми. Затоа ќе прочитаме малку совети во однос на негувањето на орхидеите. Орхидеите сочинуваат голема фамилија, која опфаќа 30.000 видови и преку 100.000 хибриди, кои се распоредени во 763 родови. Иако се тропски и субтропски растенија кои растат во влажните шуми, каде тоа е нивните природни подрачја се тоа, тие успешно ги населуваат сите краеви на светот, освен Антарктикот. Со своите воодушевувачки карактеристики, особено некои од нив и со мирисот, го привлекуваат вниманието на луѓето. Додека пред нивните нежни и екзотични цветови, секако никој не останува рамнодушен. Многумина сметаат дека токму орхидејата е најубавото саксиско цвеќе. Инаку во филозофијата на фенг шуј и уредувањето, орхидејата се смета за фенг шуј цвеќе. Според древната кинеска филозофија, орхидеите емитираат позитивна енергија, носејќи љубов, пари и успех во семејството, односно во местото, во домот на оној што ги одгледува. Затоа се вели дека младите парови кои сакаат деца треба да имаат во нивниот дом токму орхидеи и да ги чуваат во спалната соба. Исто така се смета дека доколку се посакува богатство, се препорачува орхидеите да ги имаме на трапезариската маса и за напредување во кариерата да се чува на работното место. Сега имаме тука неколку совети во однос на одгледувањето на орхидеите. Светлоста, односно светлината е клучен фактор за негување на орхидеите. Ова цвеќе сака светли простории, но никако не смее да биде изложено на директни сончеви зраци. Воспротивно може буквално растението да биде спржено од директните сончеви зраци. Од друга страна, недоволно светлина може да го успори или потполно да го прекине цветањето на орхидеите. Листовите се најдобар показател дали билката дали има доволна количина на светлост или не. Здравата орхидеја има листови со светло-зелена боја, додека ако имаме премалку осветлување се доведува орхидејата до појава на темно-зелени листови.
Жолтото лисје укажува дека растението има добива преголема количина на светлина. Со допир може да се процени дали орхидејата е премногу изложена на сончеви зраци. Ако листовите се многу потопли од околниот воздух, тогаш тоа значи дека е време да побараме ново место за орхидејата. Идеално е орхидејата да се чува на северниот или источниот прозорец, зад завесата или ролетната. За правилно напредување, совршена е температура од 18 до 30 степени Целзиусови. Во кратките временски интервали може да се одстапи од овие предвидени температури, но сепак стручњаците советуваат да орхидеите да не бидат изложувани на многу големи температурни промени и на промаја. А сега за наводнувањето на орхидеите. Треба да имаме предвид дека орхидеите имаат месест корен и тој корен е способен да абсорбира водена пареја од воздухот и затоа не треба премногу да ги залеваме. За време на цветањето доволно е 2 пати неделно, а додека се во состојба на мирување, кога не цвета, доволно е еднаш неделно. Многу важно е земјата меѓу двете залевања да биде сува. Залевањето се врши рано наутро со вода која не е директно од славината, туку со вода која одредено време стоела, значи од стоена вода. Многу е значајно да се чува саксијата да биде наполнета до врвот со вода и после 10 минути, кога билката ќе упие потребната количина, вишокот на вода да се одседи и отстрани, за да не дојде до оштетување на коренот. Ако орхидејата сме ја пресадиле, чекаме да поминат 10 дена и да направиме повторно залевање. Сега уште нешто важно е пресадувањето на орхидеите. Орхидеите треба да се пресадуваат во просек на секои 3 години и тоа само во периодот на мирување, односно кога тие не цветаат. Пресадувањето во фаза на цветање е многу стресно за растението и како последица може да дојде до скратување на периодот на цветање или потполно губење на цветовите. Заради тоа што во природна состојба орхидеите растат околу дрвја или над дрвјата, за пресадување не треба да се користи обична земја и хумус, туку супстрат од маховина, од кора на дрвја, листови и други корења. Додека за почетниците во почетокот на одгледување се препорачува да си купат веќе подготвен супстрат за орхидеи кој може да се најде во цвеќарниците. Тоа се советите поврзани со орхидеите. Ние сега ќе слушнеме малку музика и потоа одиме со разговор со нашиот втор соговорник Блашко од винаријата Параџик, со кого ќе разговараме токму за винската магија, ама и за коњакот и за маџурот. Marice, lično devojče, Marice, lično devojče, umiram zaginam za tebe, aman, 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 život odgodavam za tebe, aman, aman, aman.
sakaš ti da me zemiš, ako sakaš ti da me zemiš, Sakam. jaz kaj tebe sama ke dojdamo, aman, 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 isto tebe neke nekuvamo, aman, aman, aman. Блашко Параджик е нашиот втор гостин во градината на Филип. Тој е собственик на подрумот Параджик, на семејната винарија Параджик, каде што веќе се произведува квалитетно вино. Сега сигурно веќе бочвите таму мирисаат на вино кое наскоро ќе биде младо вино, а претходно беше шира. Но интересно е што годинава тие ја прошируваат својата палета на производи, но за тоа ќе говориме малку подоцна. Блашко, добре дојде во градината на Филип. Добро ве најдов. Кажи ни малку повеќе за твоите почетоци со виното, иако потекнуваш од крај, од Ваташа, каде што виното е традиција, тоа е тиквешкиот крај. Како започна приказната за семејната винарија? Па, приказната за семејната винарија почна од поодамна. Не е баш ново нешто. Бидејќи потекнуваме од фамилија која што се занимава со лозарство, и пред се на почетоците уште мојот дедо правел вино, ракија, такви работи за сопствени потреби, и полека како оде времето, така почнаме да размислуваме за да направиме сопствена винарија и да почнеме со производство на наше вино, да ствараме некои си бренди и да почнеме да продаваме на пазар. А колкава површина на грозје имаш и кои сорти се одгледуваат? Па околу 1,5 хектар имам моментално и нешто имаме што го работиме под наем. Околу 2 хектара негде лозови насади, кои што ги обработуваме, и дел од некои сорти сега кои што ги немаме се доста популарни за вино, ги набавуваме од кооперанти наши, проверени луѓе и така. А кои сорти моментално ги имаш? Какво вино се произведува од тие сорти? Така, моментално имаме наши лозови насади, Тамјаника, кој што е оваа година прва народ, прва берба, Вранец, Смедеревка и Станушина мал дел. Другото, Шардоне, Сувиньон Бланк, Ризлинг, тоа иде од луѓе наши кооперанти. Значи, вашата винарија одлучи виното да си го преработува, а не грозието да го оддава, нели, да не го продаваме на откуп. така. И каков е интересот во смисла кое вино од кои сорти виното е, да речеме, најбарано? Па во последниот период најпопуларно некако е мускатната сорта Латемјаниката. Исто така голем интерес сега се појавува и кај овие локалните сорти наши што старите квешки, како што е Станушината, и од домачините сорти како Пловдина, Жилавка, Жупјанка, Прокупец исто така. Минатата емисија за соговорник го имав Јован Велески и со него поразговаравме и за старите сорти на лозје. Како некој како тебе што долго се занимава со тоа, што мислиш, има ли предности и дали можеби гледаш иднина во таа насока да се посветиш на некои постари или на автохтони сорти на винова лозја? Да, има доста перспектива нашите локални сорти стари и одомачинети сорти во Тиквешкиот крај и воопшто во Македонија исто. Затоа што овие сорти што се тука кај нас на нашето поднебие на друг дел
од светот ги нема и така да претежно се интересни за странците, за гостите кои што идат у посета, кога идеме на сајми, кога изложуваме и кога има странци, луѓе што сакаат да пробат нешто наше, нешто што го нема кај нив, например како станошината, пловдината и такви сорти. Ти се обидуваш, освен виното кое веќе е препознатливо, гледам дека ете и на вашата официјална страница на Facebook може да се прочитаат коментари од задоволните купувачи, оние кои уживаат во вашите вина, но ти продолжуваш да експериментираш, па направи и коњак. Како дојде до таа идеја? Јас да ти кажам дека имав можност да пијам од твојот коњак. Тогаш не се знаевме, беше пред емисијата, но навистина вкусот е посебен и го дегустирав со сирењето од Давид од Кози млеко планина. Со него се напивме од твојот коњак и навистина е посебен. Како дојде до идејата за да направиш коњак? Па до идејата да направам коњак дојдов со тоа што сакам да експериментирам и онака сум љубител на добра капка така на вињак, на коњак и решив да пробам сам, да се испробам да направам нешто што ќе биде приближно до коњакот, до вињакот. И мислам дека сум на прав пат, дека ќе успеам во таа намера. Тежок ли е процесот? Кои компоненти ги содржи коњакот и дали е тешко да се избалансираат тие состојки да се добие производот? Па се е еден вид експеримент. Докога не експериментираш нема да дојдеш до некој си производ. Меѓутоа, патот е исто класичен тип на дестилација. Ни го користиме, немаме некои софистицирани методи на производство. Едино е што правило во производството на вињак е да е тоа произведено од бели сорти, неутрални, да е само вино дестилирано на одредена јачина, да е лежено во дабови бурења. Сега имаме некој си мал капацитет за дабови бурења, повеќе работиме со алтернативи, со чипсови, со дабови чипсови, така да експериментираме во тој дел и мислам дека ќе успееме да приближно да го доловиме тој вкус на вињак и на коњак. Што освен, што е основата? Сега јас сум малку неупатен во тој поглед. Значи се користи всушност пак се користи виновата лозја и што уште треба да се додаде за... Да. Па ништо, во суштина се дестилира вино. Така? Се дестилира вино и само да е бело вино од неутрални сорти, како што е смедеревката, умни бланкот, гренаш. Тие сорти се така попогодни за производство на вињак. И колку време треба да остои за да се добие? Колкав период на ферментација е потребна? Па ферментацијата е исто колку што е ферментацијата на винто. Додека не допреш до ферментиран производ од виното, не можеш да правиш вињак. Мора да е ферментиран. Ферментирано виното да е спремно за да можеш да го дестилираш. И освен виното, освен коњакот, вињакот, годинава Винарија Параџик го понуди и маџунот како свој нов производ. Да, како нов производ. Оваа година пробно во мали количини, претежно за наши луѓе, за клиенти, што не се за како поклон ќе оди. Така. Во тој смисол нема да биде дел некоја си продажба. Така да се трудиме и на таа страна да се пробаме во тој дел, со тоа што сега сме во изработка на некои си наши вакуумски казани за испарување на водената пареа од ширата, така да
згуснувањето да биде на што пониска температура, со тоа што би се задржале сите корисни и хранливи компоненти во маџонот, во самиот маџон. Значи да појасниме на слушателите и гледачите, всушност маџонот представува Ставува концентриран гроздов сок, така, со кој што е доста погоден за организмот, со изобилство на витамини од групата Б, минерали, калциум, калиум, фосфор, натриум, исто така органски киселини, антиоксиданси, флавоноиди и други корисни соединенија кои што го содржат во својот состав и кои што го прават полезен за сите корисници. Например, доста е користен за болести, еден вид на чистич на црниот дроб се користе за сега во поново време, сега со ова короната, луѓето кои што биле позитивни на корона, после го конзумират како чистичи на организмот и доста ефикасно се покажало и за тоа. Тоа е сето ова што го спомна е причина плюс во ова време да се користи маџонот. Да се користи маџонот како алтернатива за исто како алтернатива за шеќер, како замена за шеќер се користи. Така. Каде сите овие производи на подрумот Параџик можат гледачите и слушателите да ги најдат? Знам дека сте активни на социјалните мрежи. Кои се другите начини? Па другите начини се, например, преку посета. И во Кавадарци имаме отворено продавница на тиквешките семејни винари, кај што се изложени сите производи на нашите членови на винариите, така да може да се најде таму во Кавадарци. Исто така праќаме по карго низ сите градови. Да е честита новата продавница. Навистина убав потват за промоција на македонските семејни винарија, особено од вашиот, од тиквешкиот крај. Јас ти благодарам што одвои време да ни бидеш гостин телефонски. Се надевам и во живо ќе имаме можност да се дружиме и да повторно да ни гостуваш во емисиите, па малку повеќе за некои теми да прозборуваме и да ни ги кажеш и своите знаења и искуства. Јас се надевам дека во скоро време ќе ви бидам гостин и во живо и ќе може да разговараме подетално за сите случувања во областа од винарството, лозарството и производството на маџони и сокови. Се најубаво и успех во понатамошната работа. Ви благодарам и јас. Belo lice ljubav jaz, belo lice ljubav jaz, i da ljubam i da gledam, vajde nema dušo moja. Šekerna, šekerna, i kaleša neverna. Šekerna, šekerna, i kaleša neverna. Pelagonija na dlanka. Bela radio. Бидете наши пријатели. Бела радио. Бидете наши пријатели. Бела радио. Бела радио. Ljubav jaz, medno uste ljubav jaz, i da ljubam i da gledam, vajde nema dušo moja. Šekerna, šekerna, i kaleša neverna. Šekerna, šekerna, i kaleša neverna.
Макдоналдсот е многу корисен во исхраната и освен што јас поминувајќи во градината знам да си скинам и да каснам Макдоналдс свеж, има и различни начини тој да се подготви. Мислам дека во кујната на Мама Роуз денес ќе погледнете еден краток, интересен рецепт каде што Макдоналдсот има една од главните улоги. Ајде да видиме што подготвува Мама Роуз во нејзината кујна. Здраво, јас сум Мама Роуз и денес во мојата кујна ќе ви подготвам една вкусна витаминска салата со Макдоналдс која се вика табули. Па ајде почнуваме. За оваа салата ви се потребни 3 китки. Здраво, јас сум Мама Роуз и денес во мојата кујна ќе ви подготвам една вкусна витаминска салата со Макдоналдс која се вика табули. Па ајде почнуваме. За оваа салата ви се потребни 3 китки Макдоналдс, од прилика една китка вака треба да изгледа. Имам тука младо кромитче, 4 млади кромитчиња со сеперца, 100 грама булгур, веќе сварен е предходно, 2 домати, семето и тоа месо натре што е мекото, семето му се извадено и само месото од доматот ќе го користиме, лимонов сок и сол. И почнуваме. Врвовите од Макдоналдсот може ова белиот дел да го отстраниме и почнуваме со сецкање. Што поситно, тоа подобро е салатата. Оваа салата ја научив имав во Австралија, живее во едно гето, кај што живеа многу од Либан луѓе, мојата комшика прва беше од Либан и таа ме научи на оваа салата. Преубава е и секогаш ја правам во моето семејство, ја обожаваат, така да често е. Убава и за овие постни денови, кога се слави, секогаш. Кога ја правам во летно време, ставам и една китка нане, мента, но сега нема на пазарите тоа, така да само Макдоналдс и тоа е доволно. Откако го исековме Макдоналдсот, ќе ја зачиниме сега бургулот со лимонов сок, маслиново масло и сол, малце да се упијат тие сите вкусови, додека јас се сецкам кромидот и патлиџанот. Е така, ставаме во лимонов сок, 3 сега ќе ставам 4 еве, сол, ќе се проба за вкус, и маслиново масло. Се тоа ќе го измешаме и да поседи едно неколку минути додека сецкаме доматот и кромидот. Може ја пробате доколку нешто фали. Сега јас ќе ја пробам. Перфектно. Сега го сецкам кромидот. Препорачливо е поситно да се сецка. Доколку немате младо кромиче, може од црвениот кромит едно да ставите. Сега го земаме доматот. Како што гледате, семето го извадив, прибидејќи тоа многу ќе го навлажни булгурот, треба да биде посуво, затоа го извадив семето и само месото од доматот го користам. Вака на ситни коцкички, тоа треба да биде. Салатата ја сецкавме, сега ќе го ставиме булгурот натре, да измешаме све заедно и може да се проба. Иде? Доколку сте љубители на лукчето, може и младо лукче да се стави во салатата, така да не е на одмет и лукот кој го сака, но денес јас се реши вака. Сега ќе ја пробаме за вкусот, можеби ќе треба нешто да се додаде, бидејќи ги оставивме Макдоналдсот и сето тоа, да видиме до каде сме. Да,
треба уште лимон, сол, се помалце. Тука имав отприлика 1,5 лимон исцедено, така да си знаете. Сега и сол ке ставиме. Солот е по вкус, некој јаде посолено, некој поне, така да и маслиново масло се разбира. Добро. Промешуваме и повторно ќе пробаме. Драги мои, дојде најубавиот дел и највкусното нешто да се проба сега. А лимонот, кромичето, Макдоналдсот е врв, значи се витамин, тука салатава. Се надевам ќе ја направите и ќе ми ставите лайк и subscribe и се гледаме од моето следно видео. Чао! Здраво! Да мислите дека јас ништо не правам освен што се подготвувам за емисијата Градината на Филип, туку како секој чесен градинар работам во мојата градина и најмногу се радувам кога плодовите ќе бидат обрани и ќе бидат преработени. И така дојде до овој мој производ сладко од еколошки дујни што првпат го нудам за продажба оваа година. Сладко од еколошки дујни, направен на традиционален прилепски рецепт, кај што сладкото мора да е жолто како смил, како што велат старите, да е јас го правам на дрва, значи се вари сладкото, се става барбароза, ќе зборуваме и за неа како растение од фамилијата на сардели што дава многу убав мирис и е многу здрава.
И сега очекувам да ја завршиме емисијава за нашиот технички реализатор да го проба сладково и да каже дали сум на добар пат. А вие можете да го нарачате преку страницата Градината на Филип, па да зборуваме дали ви се допаднало или не. Еве, колешката наша Бети рече дека е многу вкусно, така рекоа и оние што досега го пробаа, и секако ќе ги чекам вашите впечатоци од овој мој нов производ, еколошки дујни кои не се прскани и кои навистина имаат посебен, богат вкус и мирис. За крај на 12-то издание на Градината на Филип да ви кажам дека имаме среќа годинава, се нешто во празници ни се погодува да ја имаме емисијава, ќе ја имаме, освен што имавме на 8 септември, на денот на независноста, ќе ја имаме и на 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, за што ви подготвуваме интересна гостинка, интересни теми и секако празнична програма во Градината на Филип. За крај, мисла што многу ми се допаѓа од Бренда Швеб, која вели: дедо ми велеше, еднаш во животот ќе ти затреба доктор, правник, полицаец, но секој ден, 3 пати во денот ти е потребен фармер. Градинарски поздрав и довидување до 13-тото празнично издание на Градината на Филип. Вистина е, мила мамо, вистина, среќна сум, мамо, Македонка, со душа и срце распеана, на ден или ден родена, со душа и срце распеана, Гоцева лична убавица, да пеам, да играм, да горам, да бликам, се ке сторам, мајко, да те имам, во тага и солзи, во радост и песна. Дали сум пиринка, Пелагонија на дланка. Пелара. Пелагонија на дланка. Пелара. Јас сум Македонка. Пелагонија на дланка. Пелара. Македонско радио. Радио Пеле. Јас сум Македонка. Македонско радио. Радио Пеле.